Првиот приоритет, дефицитот на стручен кадар во изминатиот период беше доста популарна тема и во повеќе наврати е и говорено и пишувано. Според една од последните анкети и истражувања кои се направени, само на територијата на општина Гази Баба, која на некој начин е една од најголемите индустријски зони на град Скопје, постои дефицит од 650 квалификувани работници од машинска, енергетска, технолошка и друга стручна спрема. Во изминатава година деловната заедница учествуваше во повеќе наврати на повеќе кампањи за промоција на уписот на ученици во средните стручни училишта. Кон оваа кампања се приклучи владата на Република Македонија и Министерството за образование. Меѓутоа, ние сметаме дека е дојдено време од принципот на одржување на промоции и кампањи да се превземе следниот чекор. А следниот чекор е реформа на уписната политика за средните училишта во Република Македонија, и тоа на следниот начин. Да се редуцира бројот на слободни места во гимназиските и општествените смерови, а да се обезбеди гарантирана 1/3 од слободните места за запишување на ученици во средно образование за средните стручни училишта од повеќе различни профили. На овој начин ние бараме ускладување на уписната политика со барањата на пазарот на трудот и сметаме дека на овој начин ова прашање би требало на подолг рок да се реши. Дали имате податоци колку е просечна плата во индустријата? И дали е таа доволно стимулирачка за децата да сакаат да учат во средните стручни училишта и да работат во индустрија? Имам ваков одговор. Мислам дека платите за стручните кадри во индустријата во секој случај се повисоки во однос на останатите општествени и ненасочени средни училишта. Ја немам како екзактен податок во. Меѓутоа, со оглед на тоа што сите странски инвестиции, сите домашни компании, прв таргет му е квалификуван средношколски технички кадар. И сметаме дека тоа се официјални податоци од Заводот за вработување, не постои невработеност кај овој тип на кадри. Висината на платите во секој случај е повисока од сите останати, меѓутоа знаете, ние сме дел од економијата на републиката, така да не можеме да кажеме дека нешто премногу се одвојуваме, меѓутоа во секој случај сме во поповолна и покомотна ситуација.